вкупна затворска казна од 7 години и 2 месеци заработија двајца македонски државјани за транспортот на марихуана која беше откриена во Србија. Двајцата обвинети се дел од 7-члената група која од средината на минатата година па се до јануари оваа година во неколку наврати од Македонија во Србија пренеле 5 тони марихуана. Пресудите со затворски казни се одредени со спогодба. Велешанецот Ацо Ивановски е осуден на затвор од 3 години и 8 месеци. Тој ги возел камионите со кои се пренесувала дрогата. Кочанчанецот Драган Стојанов е осуден на затвор од 3,5 години, а неговата улога била да го следи товарот или да известува ако на патот има полициска контрола. Во пресудите за двајцата осомничени стои идентичен опис за нивната улога. Осомничениот преземал, држал и пренесувал наркотична дрога марихуана од Македонија во Република Србија, со цел нејзина понатамошна продажба, при што за секој извршен транспорт добивал паричен надоместок. Ивановски отишол и чекор понатаму. Тој намерно запалил камионска приколка кај Нови Сад за да го прикрие недостатокот на стока. Пред српските власти лажно пријавил дека приколката се запалила сама. За случајот во земјава истрага се води против вкупно 13 лица, а во Србија обвинети се 6 мина. Досегашниот тек на истрагата укажува на поширок круг лица инволвирани во организираната криминална група. Како параван за недозволените активности било користено правно лице од Скопје, кое поседува одобрение за одгледување канабис за медицински цели. Дрогата од Македонија кон Србија патувала со документи на кои пишувало дека се пренесува текстил или тортички и ролати. Камионите робата ја царинеле легално. Во декларациите пријавувале перници, јоргани, тортички. Потоа кај Свети Николе се отстранувала пломбата, а стоката се заменувала со картонски кутии со марихуана со иста тежина. Крајната дестинација на дрогата била селото Конјух близу Крушевац, каде што и беше откриена од српските власти. Според пресудите за двајцата обвинети, тие при враќање во Македонија редовно внесувале по 10.000 евра пакувани во најлонски фолии. Зоран Јаневски, Сител телевизија.